Благодарам, почитуван председател на комисијата, почитувана председателка на Судскиот совет, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Овој извештај е за нијанса подобар од минатогодишниот извештај. Има некои работи кои што се подобрени, меѓутоа зборам структурално во делот на извештајот. Но тоа не значи дека се подобрени работите генерално во судството. Напротив, работите во судството ни се лоши, катастрофално лоши, и тоа е оценка на сите. И од надвор, меѓутоа и од внатре. Ја слушавме пред малку председателката на Судскиот совет, овде ни кажуваше дека недостигаат преведувачи, лектори за македонски јазик, судовите не биле реновирани, фасади недостигали, така натаму и така натаму. Меѓутоа, одовде се поставува друго прашање. Зошто е тоа така? Кој е тоа што треба да носи одговорност? Затоа што нема лектори, затоа што нема преведувачи, затоа што нема ревизори, затоа што нема лица за меѓународна соработка. Кој е тој? Ние ли треба да ви ги вработиме тие луѓе или вие сте тие што треба тоа да го направите таму? Вие сте гарантот на независноста на судството. И вие сте гарантот за функционирањето на судството. Не сме ние како парламент. Вие како тело. Затоа сте формирани. И што имаме ние денеска? Имаме обраќање од страна на председателката тука, жалење, плачење едноставно. Како да ви помогнеме ние? Ние да ви ги вработиме, ние да ви ги избереме персоналот. Не сме во можност тоа да го направиме. Барате зголемување на парите, финансиски средства. Нема зголемување на парите за криминалните суди. Нема. Запамтете. Или ќе се реформираме и ќе почнеме да работиме како што треба по закон и по устав, или и тогаш ќе се добијат парите, или пари нема да има. Затоа најдобро, ако мислите добро на оваа држава, треба да си дадете оставки. Сите, од прв до последен. Затоа што тоа е таму едно криминално дувло, една партиска испостава на СДСМ и на ДУИ, структура која што воопшто не мисли нити добро на фелата, ниту пак на Република Македонија. И за жал сме тука кај што сме. Поради ваквите структури кои што владеат со судството веќе 30 и повеќе години. А како владеат? И не е само во судството, туку и во обвинителството. Во обвинителството минатата седница овде го разгледувавме извештајот на Советот за јавни обвинители. Минатата седница тука пред нас седеше председателката на Советот за јавни обвинители. Нејзин член на семејството, советник во општина Гостивар од СДСМ. Кандидат за пратеник воедно на листа за пратеници од СДСМ. И тука ни седи како председателка на Совет за јавни обвинители. Викаме непристрасност, непартиска поставеност, независност и така натаму. Денеска тука пред нас седи председателката на Судски совет, член на комисијата на СДСМ во изминатиот период, предложена од СДСМ до председател Пендаровски и поставена во Судски совет, а после тоа избрана нели и за како партиски кадар за председателка на Судскиот совет. Што имавме после одреден период на време? Пуч. На истата оваа наша председателка тука на Судски совет и направија пуч во телото кое што го водеше. Горе кој водеше и требаше да го раководи. А таа присутна на самата седница. Не успеа да го одржи редот на седницата. И го зема мандатот пред нос. Незаконски беше тоа. Па се жалеше, се тужеше, доби. Кој одговараше сега за оваа работа до сега, до денеска? Дали одговараше некој за тоа што го направија во Судскиот совет? Никој. Така си остана. Се забошоти работата, се сменија улогите, повторно се врати почитуваната Дамева на тоа место, меѓутоа сите други се останаа. И сега што треба? Повторно да чекаме уште некоја нова ситуација вака да ни се појави. Кога ќе треба повторно некој судски случај да се стави, односно да биде повика на одговорност затоа што го криел предметот во фиока. Уште колку такви случаи не имаме. Знаеме зошто беше, сите знаеме зошто беше таа ситуација тогаш таква. И нема никој не носи одговорност. И сега ќе се гледаме ние одека, ќе си викаме не чинат работите, ќе бараме пари, ќе викаме зградите не ни се добри, условите не ни се добри, а резултатите какви ни се? Катастрофални.
Говореше и колегата Пренджов, говореше и Бране пред малко. Ажурност нула. Никаква ажурност немаат судовите. Од одредени судови се праќаат по други, од едни апелациони подрачја во други се праќаат за испомош, затоа што нема суди. И тоа е во ред. Неспорно е, значи, да се пополнуваат таму каде што нема. Меѓутоа, колку време тоа така нанасат? Истото е и со обвинителите. Значи, правдата генерално во Република Македонија ја нема. Тоа правосудство, судство, обвинителство, таа спрега е скапана. И тука ние не можеме да направиме исчекор без еден генерален ремонт. Јас тоа го зборував и минатиот мандат, и од позиција на опозиција, и сега го зборувам од позиција на власт. Мора да имаме генерален ремонт. Мора да имаме реизбор. Судски совет, како што е сега поставен, јавно обвинителски совет, како што е сега поставен, треба да си дадат оставки, затоа што доведоа до тие 2% доверба. 2% доверба за кој што почитуваната председателка на судскиот совет овде ни кажува дека влијаело негативно на судиите и на нивните одлуки. Сме ги демотивирале. А како ги мотивирате вие граѓаните да ја бараат правдата? Тоа запрашајте се. Зошто граѓаните во Република Македонија имаат висока доверба, да речеме, во армијата? Еве, најконкретно прашање. А немаат доверба во судството? Па затоа што искуството со судовите е многу негативно. А со армијата е позитивно. И тоа е таа перцепција која што се мери. Рековте, не знаете по кои критериуми се мери. Тука е проблемот. Зошто, например, граѓаните на Соединетите Американски држави или на некоја членка на Европската унија немаат проблеми со довербата во судството? Ама тоа е кај нас. Затоа што тоа е перцепција која што е создадена врз основа на искуство со институциите. Зборуваше колегата Петрушевски пред малку. Класичен пример на партиско судење. А од тука треба да се почне, па надоле. Оти тоа што важи за владата, треба да важи и за граѓаните надоле. Ако не важи за владата и за пратениците, не треба да важи и за граѓаните надоле. И ако тука немаме правда и правилно судење, и фер судење, во разумен временски рок, тоа е па некоја друга теза, која што дополнително можеби треба да се развива, тоа што со години се чуваат предметите во фиока да застарат, па после да се плаќат пенали, да плаќат државата повторно пари. Ако тоа го немаме, тога што да очекуваат граѓаните? Каква држава да очекуваме? Тоа е демократија. Тоа што важи за власта, да важи и за граѓаните. А ние во моментов тоа го немаме токму заради вас. И таквите како вас. Кажувате дека ви биле одбиени согласности за вработување. Па кој ви ги одбиваше тие согласности за вработување? Кој беше на власт? Вашите партиски другари до вчера. Во владата на СДСМ беше Зоран Заев и Димитар Ковачевски. Вие доаѓате од таа партија. Сега, тогаш ви ги одбиваа, сега ние да ви дадеме пари за таа работа. Не ода така работите, рековме. Генерален ремонт. Треба да си одите. Ги браните, имате еден одбранен став таков кон судиите и викате биле пребукирани со работа и вложувале надчовечки напори. Па 600.000 предмети имале решено и сега внимавајте тезата. Барем половина биле задоволни, затоа што биле решени. 600.000 предмети се решени, половина се задоволни, затоа што едниот изгубил, другиот добил. Која е од странките? Ами така, ако гледаме, секогаш ние ќе имаме проблеми. Еве, земете го случајот 27. април. Еве го најконкретен случај. Која е задоволната страна сега тука? Кацарска? Таа што ја изучуваат на универзитетите во Америка за неправилно судење? За местенки? Таа е задоволна? Или владата што тоа и го нареди у тоа време да го направи така? Затоа што очигледно луѓето 27 кои што ги брендиравте за терористи, судството вие го брендиравте за терористи, тие луѓе се незадоволни. Задоволни очигледно се Кацарска и владата. Многу погрешна ви е тезата. Истото може да се случи и за убиства и така натаму.
И не е добро вака да настапувате со овој пристап. Затоа што излегувате смешни. Представник сте на највисоката организација. Тело, да кажувате дека пола биле задоволни, пола биле незадоволни. Барем пола биле. Понатаму, биле пребукирани со работа, имале надчовечки напори. Па видовме колку напори имаат судиите. Го видовме оној Нанев, како за 10.000 евра, во спрега со обвинител, 95 пати му се јавил на тој што треба да суди против него, односно да ја донесе пресуда. 95 пати телефонски судија. Тоа му е работа, да. Апсолутно дека тоа не му е работа, колега. Тој не смее да има контакт. Меѓутоа имал контакт. И тој истиот се дрзнува сега, откако е фатен на мерки, откако е изнесен пред јавноста да се знае дека нема веќе да има толеранција на криминалот и на корупцијата, се дрзнува токму на оваа претседателка тука на комисијата да ја кажува дека таа имала нешто лично против него, затоа што таа пробивала предмети кои што тој ги водел, а се однесуваат на закани по живот лично кон него, од незин првбратовчет. Зашто имало пресуда, лицето било избегано, не знам каде, и така натаму, и така натаму. Значи, еден дефокус, едно целосно непочитување помеѓу вас во фелата. На очиглед на целата македонска јавност. Се препукувате, ни се смее цела јавност. И после тука, кога ќе дојдете, се жалите, зошто сме дрски и сме викате, сме безобразни. Не сме безобразни, благи сме. Благи сме затоа што сите земаме пари од овие граѓани за да им биде подобро на граѓаните, за да им донесеме правда, за да им ги подобриме животите. Вие сте за правдата, ние сме за останатиот дел, за политиките треба да ги што треба да ги носиме. И ова е срамота за една држава, повторувам, која што нели кажува овие што сега ги нема тука, што бегаат се кријат, не сакаат да бидат присутни, дека сме ги почнале преговорите. Срамота. Понатаму викате дека требало да направите стратегија за комуникација, нормално таа е произлезена од оценската мисија. Ама кажете зошто дојде до оценската мисија? Каде, во која држава, туку така Европската унија праќа оценска мисија? Кога виде дека состојбата во ова правосудство и во ова судство и обвинителство е катастрофална, дека таа доверба 2% не е еднаш, туку е во континуитет, дека потонавме во корупција и во криминал. И дека постои спрега помеѓу корупцијата и криминалот и судиите. И политиката, да не ја заборавим. Затоа ни дојде оценска мисија. Стратегија за комуникација. Све пресудивме, добро направивме, сега ќе правиме стратегија за комуникација. А да си ги погледнеме малку работите дома, па да очистиме тоа што не чисти да избркаме од работа, што викате тоа да го направиме? Ај прво да почнеме со оставки да си дадете, па тоа што не чини да очистиме и да дадеме можност на честни кадри кои што ќе работат по устав и по закон. Да ја носат правдата. Отивака, ова сме направиле чек-листа по чек-листа, вие ќе си штиклирате и на крај ќе излезе дека имате реализирано не знам колкав процент од забелешките од оценската мисија. А главното го немаме. Стратегија ќе направите за комуникација. Тоа воопшто не влијае на суштинската работа, на носењето на правдата. Значи, една шпанска серија во ова наше правосудство, шпанска серија, реков, тргуваа со влијание, тргуваа со пари, предходната вашата предходничка Павлина Црвенковска кажа дека била жртва на бизнис политичките елити. Вас кога ве менуваа, еве се извади да се потсетам да видам што сте напишале, би сакал и да ве прашам до каде е со таа работа, бидејќи уште сте председателка. Викате, јас навистина не знам како ова ќе заврши, освен што одредени лица од политиката ќе бидат и тоа како задоволни ако успеат во ова. Кои се тие лица од политиката? Зошто се срамите да ги кажете? Кажете Драган Ковачки, Бране Петрушевски. Кажете ги со име и со презиме, ние сакаме да ги знаеме, јавноста сака да ги знае. Кои се тие лица? Ние мора да зборуваме конкретно со факти, со имење и со презиме. Вака кога ќе се зборуваме во облаци, кога ќе си филозофираме дека одредени лица во политиката, блиски со некакви структури, тоа знаете што е? Сеење ветер и магла. Оставате можност за предпоставки. А не сте вие
политичар за да давате предпоставки. Вие сте судски совет. Треба со име и со презиме да детектирате. Имам притисок од тој и тој. Излезете во јавност. Најдобрата заштита вие да излезете во јавност. Тоа запамтете го што ви го кажувам. Излезете во јавност. Тоа ви е најдобра заштита. И ако сте професионалци, како што тврдите дека сте, ќе излезевте во јавност. Ако не го издржевте притисокот, ќе побаравте помош во ова собрание. Вие нити дојдовте некого тука да информирате од кај нас. Излегувате во јавност и очекувате некаква надзорна расправа ние да правиме. Па како да правиме ние надзорна расправа кога со ова собрание, со оваа комисија раководеше СДСМ, вашите партиски другари? Требаше со нив да стапите во контакт и нив да ги подбутнете, да им речете да формираат таква надзорна расправа за да видиме што се случило. Па да ги повикаме тие политички чинители. Ама тоа не го направивте. Зошто? Па затоа што притисок ви правеа токму тие што ја поставија, почитувана Дамева. Тоа е главното. Тие што ја поставија ви правеа притисок. И не сакавте да ги кажете. Оти ако правела опозицијата во тоа време, зарем сега ќе прави опозицијата вакви чекори за ваши оставки да бараме? Значи, многу е јасно. Работата е јасна како бел ден. Потребни се оставки, потребна е промена, ако сакаме да ја видиме Македонија напред оди. Напред зборувам кон Европската Унија. Во целата оваа какафонија, викам, шпанска серија на епизоди што се одигрува во Судскиот совет, наместо да сте вие гаранција, реков, за независноста, за стручноста, за професионалноста, напротив, вие сте символ токму на спротивното. И нема да мрнеме. Реков и обвинителите, и вие нема да мрнеме напред со вас. То треба да го знаете. Тука нема ништо лично. Ние нити се познаваме, нити познаваме некого таму, нити па сакаме да познаваме некој таму. Меѓутоа треба да бидете доблесни и да се заминете, затоа што граѓаните во огромна бројка гласаа за да се распушти Судскиот совет, за да се распушти Јавнообвинителскиот совет. Тоа е ставено во програма. Да ве прашам само, како мислите, еве, ваша некоја визија која имате во наредните години да се развива Судскиот совет, бидејќи имаше една понуда од страна на премиерот Христијан Мицкоски да до 30 септември да дадете некој концепт за развој на Судскиот совет, како да го подобриме ова судство. Еве, бидејќи гледам дека некако сите од таа афела реагирате. Знаете, кој ќе ве боцне некој тамо кај што е сршта на проблемот, сите реагирате. Комфорт зоната никој не сме да ви уништи. Не сте доставили никаков предлог, а сте најодговорна за таа работа. Еве, ако имате можност, излезете, кажете концепцијски како размислувате да го подобриме системот на правда во Македонија, односно во судството. Јас за крај нема да должам многу, не го поддржам овој извештај и за извештајот ќе гласам против. Благодарам. Благодарам. Јас, господине Ковачки, следен пријавен. Имаме реплика од господја Дамева. Повелете. Благодарам, ќе бидам повторно кратка. Ќе ги искористам моите 3 минути, како што наведов.